Добар ден, започнуваме со уште еден подкаст на Биди свој. Број не знам кој, затоа што во продукција дефинитивно не може да се договориме, 18-19 ќе видиме за тоа. Овој пат разговараме со струмичани, храбри луѓе. Чест ми е што ќе ни бидат гости во нашиот својкаст, пожарникарите Трајче Митев, Димче Диков и командир Александар Гудев. Добре дојдовте во нашиот подкаст. Благодарам за поканата. Колега, добре дојдов ти од моје име. Јас само ќе кажам дека тоа се луѓе кои што многу малку знаеме да се биде во нивната кожа. Знаеме да ги пофалиме кога имаат успешни интервенции, ама на социјалните мрежи често пати знаат и да ги критикуваат, па кај биле. Тоа они си го знаат најдобро, но во наредните минути јас сакам да разјасниме, односно да презентираме што е тоа пожарникар, како е да се биде Александар Гудев, Трајче Митев и Димче Диков како пожарникар. Бидејќи ние од страна можеме да зборуваме за вас колку душа сакаме, но сепак вие сте тие кои што сте на, да кажам, првата борбена линија кога треба да имате, да се справите со одреден пожар или пак некоја техничка интервенција. Добре дојдовте од моје име во, не знам зошто е главниот овде на овој подкаст, да не знае кој поред, ама како и да. Разбирање, но ќе се реши тоа. Јас би сакал да започнам, можете да се вклучите или Митев или Гудев. Која беше причината, Трајче, која беше причината да станеш пожарникар? Односно, што те мотивираше или инспирираше? Или пак по едно време се разбудуваш, викаш, јас сакам. Не знам, може да ни кажеш колку време си, што е она што те привлече? Значи, јас ќе го скршам. Да, значи јас уште од мали ноза имав голема желба да станам пожарникар, бидејќи мојот дедо е бил пожарникар, исто така и други членови од фамилијата се били пожарникари и некои се и уште, и едноставно ја имав желбата и ми беше предизвик, никогаш не сум сакал да бидам во канцеларија, како да бидам матерен, да работам нешто хумано, да предизвик да ми биде. Значи и кај што треба храброст, кај што треба. Отприлика колку години си пожарникар? Пожарникар сум веќе ефективни 13 години. И после тие 13 години вака како направиш анализа, дали некој се покајал што си бил? Не. И воопшто не се каам за што сум се определил да бидам пожарникар и што сум сакал. Значи многу ми е забавно ми е кога одам на работа, интересно ми е секој ден нови предизвици, нови. Дефинитивно дедо ти добро те насочил кон имал, да, богам имал влијание да знаеш, и од филмови што гледав пожарникари, херои. Да, многу често. Во Америка, нели во европските земји повеќе ги величи тие служби. Тука тек почна да примат да се дава. Да, пред 4-5 години се дигна на високо ниво. И јас па мислев дека како мал си го гледал пожарникарот Том. Пожарникарот се прости. Сега има нова мода на Station 19, како беше станица 19, ја гледаме многу често емисијата, мислам филмот, и се многу атрактивни таму и се многу прикажани во позитивно светло и се. Ама да ги Гудев, извини, така не е договорено. Како дојде идејата? Мислам, Александар Гудев да се најде во пожарникар. Мислам, ако него дедо му го навлече на тоа, ти како? Каква е твојата приказна? Посакуваш ли да бидеш во таа професија? Сакаш ли таа професија однапред? Па да, како што рече и колегата Трајче, исто и јас имав желба да ја работам таа работа, да помогам на луѓето, да бидејќи нашата професија да бидеш хуман пред се. Апсолутно. Апсолутно. Едноставно си имал предизвик, си сакал да помагаш на луѓето и тоа е можеби она водечкото кај вас како професија, бидејќи не сте свесни во какви ситуации влегувате кога излегувате на терен. Истото, извини, Диков, и до тебе. Како дојде љубовта кај тебе да бидеш пожарникар? Не, сериозно сакам, дали си слушнал, дали знаеше што те очекува како професија? Не знам, првите почетоци или како дојде?
за да се биде пожарникар, пред се треба самиот карактер на човек да биде хуман, да биде едноставно кажено пожртвуван, да биде И храбар. човек храбар, физички спремен, кој ќе може да одговори на овие задачи, зададени интервенции, вежби. Така. Браво, браво. Едноставно, значи, секој не може да биде пожарникар, или? Па да, само сакав да прашам Диков колку години си пожарникар? Јас при самото влегување во татаријалната противпожарна единица 2006 година првин работев како пожарникар. Со текот на времето имаме повеќе обуки, повеќе вежби, многу интервенции. Бев назначен за водич на група. Да, тоа е некоја хиерархија. Самото искуство, самите овие години како пожарникар, како водич на група, достигнав до командир на оделение, кој сум сега. И самата пожртвуваност, успешно водење на интервенции, тоа е што еден пожарникар го мотивира да завршува својата задача. Апсолутно. Да. Од 2006 до сега едно 16 или 17 години. Браво. Да. Може колега да праша? Не, повели. И јас да прашам. Би сакал да го вклучам тука малку и командирот, со оглед дека сте се, нели како прв човек на Струмишката територијална противпожарна единица. Не си 1-2 години, ти си еден подолг временски период. Што си има променето претходно со пожарникарството, има ли разлика во тоа што е сега како професија пожарникар, што беше? Трајче рече дека претhodно 5-6 години некако толку не му се даваше примат на оваа професија, но сепак сега веќе е нешто друго. Но сепак еве ваше видување. Разликата сега и пред 10 години е огромна, бидејќи дојде до зголемување на самата инфраструктура на градот. Има поголем дел на индустријски објекти, повисоки згради, опасноста за имаме значи излегувано на интервенции, да кажеме, каде што треба да се спасе некој човечки живот, а веќе како што знаеме стамбите објекти се по 7 катници. А се си го става пожарникарот својот живот на ризик, бидејќи се качуваме со скали кои се кукача скала, да кажем, и се оде од спрат на спрат и малку е по ризична работа. Не е само пожар како пожар, туку има различни видови на интервенции. Со самото зголемување на како што напоменав, на градот се зголемува и потребата на од ваши интервенции, од вашите услуги, бидејќи рековте не е само при појава на пожар. Пожар има различни видови на интервенции. И затоа нели разликата е огромна да се биде пред 10 или 15 години и во денешно време, да кажем. Да, кога велите различни интервенции, велат знаат да се качат на 5-ти кат да отклучат стан преку балкон. Па не знам, сме гледали на филмови куче, односно мачки, така натаму. Имаме значи излегувано на буквално на се. Значи имаме добивано и доева на излекување на змија од индивидуална куќа. И сега нели? И ние сме луѓе на некој начин. Сите колеги сме луѓе, значи сме биле на интервенција, да кажеме, на излекување на змија. Се јавува граѓанин, вика имам влезено змија во куќите. Се сеќавам дека извлекоа конј пропаднат во дворот на нервно. Ето така, и тоа се сеќавам дека и такви работи се имат. А јас сакав да прашам пак која е примарната улога на противпожарната служба? Да, спомнавме многу активности или акции кои знаете да ги на некој начин ги одговори различен е опусот, но јас едноставно или кои се основни обврски, како да кажам? Имаме извлекувано и на повредени лица во планина, да кажем, нели, Тримпатеката, Светилија и мало е доева на граѓани, паднат човек во дол. Црвен дол, што да кажем, паднат и имаме интервенирано од наша страна, значи свалување со јажења, со апсолутно. Тоа го спомнавме кога беа планинарското друштво, членови планинарското друштво, значи ако се случи незгода, први кои знаат да ве викаат се вас. Значи, при секоја незгода. Буквално нема нешто
што се има десено да немаме Интервенираме. на нас да не наповикат. Да, дечки, јас капави си многом дефинитивно, со Да. дека се соочувате со непредвидени предизвици, односно ситуации, но она на кој што посебно се гордеам кај вас, искрено да ви кажам, е тоа што во вашиот опус на работа и оние технички интервенции при оние тешки сообраќајки каде што морате да се борите со време за да спасите нечи живот кога е приклештен во самото возило. Дај Боже да нема такви ситуации, но сепак мислам дека во тој опус на работните задачи имате и тој сегмент, односно технички, како ги викате, интервенција при техничка интервенција при сообраќајни незгоди, едноставно не знам. Сепак да е лошо. Диков добро рече, треба да бидеш пожртвуван, треба да бидеш хуманист, едноставно да сакаш оваа професија за да помогнеш, бидејќи не знаете кога излегувате, вие буквално не знаете на што наидувате. Но она, нели, со само име територијална противпожарна единица, често пати ве поврзуваме со пожари. Како се координирате, Диков, излегувате на пожар, или може ли да не го опишеш тој процес? Ало, на 192, прости ми, извинете, на 193, како е таа координација од повикот до излегување? Малку да го опишеш, да имаат буквално... Дали е како во филмовите? Се спушта? Не знам, трча, тоа нека нека каже. Повели, како се координирате со другите колеги за време на интервенција, односно за време на пожар? При самата дојава на телефон 193, кој е наш телефонски број за повик на територијалната професионална противпожарна единица, кога се прима повикот, значи го прима повикот еден кој е дежурен во централата, ние имаме противпожарната единица централа, го прима повикот. Ние веќе колегата кој го прима повикот знаеме по самите гримаси на неговото лице за каква интервенција, дали е нешто пострашно или е нешто по, да кажеме, по-леко. Нели има повеќе видови на интервенции? Да, апсолутно. Пожарите ни се поголеми со сообраќајните интервенции, некои по секојдневни како запален контейнер, нешто запалено старниште, некоја треба до пат, не е полека интервенција, Да. нели? Нели, кога ви сјават, имаме запален контейнер, претпоставам дека нема да пуштите 3 возила. Да. Самиот пожарникар, дежурниот, кога ќе ја прима дојавата, ја предава на нас другите. Значи, сите пожарникари имаме направено во групи сме. За тој ден прва група со втора група, значи навална група и втора група која е пратеча група. Навалната група во моментот се спрема, додека еден го прима повикот, за околу 20-30 секунди навалната група е спремна. Камионот излегува од самата гаража, се качуваме и се упатуваме кон местото на настанот. Митев, извини, Амери. Нека е колега, твој подкаст е ова. Не, уште ова прашање. Нема проблем. Инаку се караме со колешката дека многу прашања сум поставил. Многу зборува, нема проблем, ги препуштам. Јас ќе Митев, уживам. ова додека ситуацијата нели ни ја опише. Да, повели. Како што рекате, Може, бројот 193, значи веќе едно известен период, значи може граѓаните да вртат слободно и на 112. Така, Значи, овој универзалниот Значи, 112. ода веќе на 112, додека не биде укинат 193, значи може и на двата броја да се. Така. Ако Диков ни објасни како повиците, како се екипираат и распоредот, нели, тука внатре во просториите на територијалната противпожарна единица, како се координирате, излегувате, рече, запален контейнер, полесна интервенција. Но кога гледате нешто вака не дај Боже, поголеми размери, која е она координација, знаете кој на која позиција, малку да опишеш. Како што рече колегата Димче, значи додека се прима дојавата за пожар, веќе знаеме, ако е поголема интервенција, не дај Боже, нели, некоја фабрика или индустријски објект, има ни брзи навални возила кои збират се побрзи возила, збират повеќе пожарникари, а помалку вода. Има и пратечки возила кои собираат повеќе вода, а помалку пожарникари. Значи, по некоја логика се праќа побрзо возило со повеќе пожарникари. Значи, да замислиме дека гори некој индустријски објект и најмалку 5 луѓе се опатуваат, најмалце 5, например со ръководител, со возач, ръководител на акција, кој што и пожарникари. И
значи се опатвам конакцията и цело време сме во контакт со диспетчерот дежурниот и тој ни објаснува од прилика, извлечува информација од човекот кој го пријавил пожарот, зашто поточно се работи и дали има нешто, дали има некој внатре, прво прашуваме, нели, да треба да се извлече и ако нема, нели, ние си настапуваме, ръководителот на акцијата прави увид и он проценува, например, кон овој објект ќе се опатиме со 2 линии, со 3 линии, со 1 линија, се поставува, се врши внатрешна навала, тоа е како со изолациони апарати, дрегери, баш со врвна професионални опрема, се трага внатре, ако е објектот, нели, внатрешен пожар, нели, да се изгасне, и ако е надворешен, па, нели, од страна, со скали, со било шо. Секоја интервенција е различна, не можеш да имаш некое правило што ќе направиш. Не знаете на што наидувате. Не знаеме на што наидуваме, обично е така. И потоа се повикува, ако пожарот е во разговорна фаза поголем, се повикуваат и други. Значи ние сите 42 вработни сме нон-стоп, да кажем во приправност, се повикуваат и доваѓа на помош. И тука веќе со тактики, со акции, со разни тактики. Да, гледајќи го од страна, делува опасно и пожар и оган и вие влегувате внатре. Ме интересира како се чувствувате вие во тој момент. Влегуваш внатре, да, ти си опремен, имаш против пожарно дело, се меѓутоа како вие се чувствувате? Дали ја осеќате таа опасност, страф има ли кај вас? Како е во тој момент? Сега да ви кажам, исто како и ви кога водите емисија, првата емисија е тешка, после со текот на... Не е исто. Моите подкасти се секој потежок и потежок. Да, и ние, значи, прво, нормално, жив човек, прво искуство, нели страх и со текот на времето, искуството и вежбите, што вежбам, нели, се надоградуваш и се ослободваш едноставно и се подготвен си за секаков ризик. Како да кажем, нели, најнормално, прво е мојата безбедност, нели? Апсолутно. Значи, не знам, јас не би извел да се чувствам загрозено, не да Боже до сега, бидејќи прво се... Имате облаки постојано и еве рече, може би првиот пат. Првите некако, но веќе влегувате во шема и буквално. Да, ти става едноставно ти станува, исто како да влезеш, да возиш коло. Пак ќе ги спомнам филмовите кои ги гледаме, на жал не можеме ние да учествуваме директно во вашите акции, да гледаме како е кај вас, па затоа сакам да прашам да ми објасните. Температура голема, жешко, дехидрација. Кој одлучува до кој степен на ризик одите вие? Кога треба да се повлечете? Како е таа координација? Кој одлучува? Значи, не знам како функционира тоа. Навала, нели пред се размислуваме за нашата безбедност. И има некоја граница до каде може да одам. Се осеќа големата температура од пламенот, некои предмети, да кажеме, испопаѓани и самиот размислуваш до каде може да одиш, разбираш. Кога веќе видиш дека не можеш веќе да напредуваш со гасењето, нормално е да се повлечеш. Не смееш да го ставаш твојот живот во толку голем ризик, нели? Ипак и кај нас преовладува некој пат страхот. Знаеме додека можеме да одаме. Се излегува да кажеме, нели, веќе гори некоја индивидуално куќе или без разлика, да кажеме, индустријски објект, фабрика, за што и да се работи, да кажеме, гасиме, ние одеме, веќе објектот е зафата, значи додека да се стигне, зависи, нели, колку е раздалеченоста, колку е зафатеноста на самиот објект. Одеме да спречиме доколку може да го спречиме тај објект, да кажеме, или куќа, во ред. Ако не, ние одеме да не се зафатат другите. Во која големина е опожарен објектот на самиот пожар, да кажем, нели, има некаде што викаме лепешки куќи една до една,
гледаме да ги спасиме другите Да, побитно е тоа да околу... Па да, ако да се веќе е ограничи по-голем дел од пожарот. Да, ако е некој зависи размерот на пожарот кој е. Може да прави крово, нормално дека ќе Се се повлечеш. повлечеш, да, да. Апсолутно. Не, да. мислам дека освен ова вие што ова е моја предпоставка дека правите до можеби од искуство или пак имате координација со кој правите проценка на одредена ситуација кога влегувате во опожарен објект. Битна е многу проценката бидејќи буквално да знаете нели како да се постапи. Јас искрено не сум од типот на сеирџи. Знаат они што е сирџи. Сум ги гледал на вежби кога навистина ја има таа брзина, знам во одредени ситуации дека од тие, извинете, јавност, од тие сирџи нивните возила и тешко можеле да пристапат до самиот објект кај што гори. Затоа една порака до сите оние кои што наидуваат на вакви ситуации, ослободете ги просториите, да биде обезбеден просторот за да може да дојдат возилата, да интервенираат пожарникарите. Ова како личен мој апел, бидејќи во неколку случаеви на минување сум видел дека ниту простор остапуваат, со возила застануваат, на сред пат после него територијална противпожарна единица да стапа, тој гледа што гори пред него. Мислам и ова сигурно го Има имате. вакви ситуации, да? Не, тоа сум го гледал и на вистина. Свеста е подигна подигната. постепено се подигна. Исто се случува и по пат кога се движите. Апсолутно. Има случаеви, знаеш, кога не реагираат самите возачи, не се странува. Да кажеме, гледа сирена, гледа противпожарно возило. И само ја гледа. А он со нас се трка буквално. Има некои факи паника, не да си ќе изстради. ротација. Не знам, тој не љубопитство мора ли да се стои таму И да се слика сега нов тренд. Не, и тоа премногу станавме сите експерти. Тоа дефинитивно сте го имале почувствувано. Зошто не од оваа страна не почнете да интервенирате? Да, и тоа на вистина, ама знаеш Ване, они мора од таа страна. Чекај. Јас не можам тоа да го кажам. Ти што си? Продавач. Ако си продавач, тоа е твојата професија. Има луѓе кои што од тој аспект претпоставам дека сте го слушали. Експерти за се. Да, посебно за се на социјалните мрежи. Мислам Да, но претпоставувам дека има и луѓе кои знаат да помогнат во такви тешки ситуации. Дали имало некој, да ни споделите некој интересен случај каде обичен граѓанин ви излегол во сусрет на некоја таква ситуација? Па има, да. Има доста, обично на техничките интервенции доста луѓе, нели кога има заглавено или кога има повредено, доста луѓе се нудат, значи да помогнат. На било кој начин. На било кој начин, нели без разлика дали. А вас ви е помош добредојдена во секој момент. Нормално, да, значи или на шумски пожар да треба вие да поставите линија од 10-15 црева, а има два пожарникари, значи малку е тешко и тука има луѓе што доброволно и фала и нека има, нели, што али само да се поставя линијата во текот на обяснението на акцијата да си учествуваме ние поради безбедносни причини, бидејќи ние си има опремена или заштитна, за да не се повредат они. Да, на тај начин да ни помогнат, ама има сепак има хумани луѓе. Има доста. Има. Добро. Јас за да помогне, но сепак јас би сакал да ми каже лицето што да направам, бидејќи да не бидам па јас на своја глава експерт, бидејќи нит сум обучен, нит знам како да го истеглам тоа црево или било како, па да не направам поголем проблем кон на самиот процес, на самата интервенција. Да се вратиме малце на дневната рутина. Да. Јас би сакала командир Гудев да го прашам. И тоа, командир Гудев. Како звучи? Командир Гудев. За вашата дневна рутина, што се случува еден обичен ден во пожарната станица во Струмица, кога нема интервенција, кога нема пожар? Мирен ден. Нашата единица брои 42 професионални пожарникари. Работното време ни започнува од 07 до 19 часот. Во текот на тај ден, значи, е од брои 10 пожарникари. Може да биде некој на годишен одмор, некој да користи слободни денови, часови што го следуваат од месецот, да кажеме, и може да бидат, значи, 8 до 10 луѓе.
Ispod ova brojka od 8 пожарникари, повеќе не може да оде надолу. Со кога се врши двете смени, кога ќе дојдат ова смена што е била ноќна, да кажеме, нели доаѓаат наутро овие што кажеме од 07, од 7 часа се вали. Се вршат примопродавање, двете смени се среќават и вршат примопродавање на што е имало во текот на ноќите. Значи интервенции, дали имало, дали возил да се во исправна состојба, во текот на тој ден, значи што да се среди во пожарната, ако нешто е имало од претходната смена оставено, таа смена што е треба да ја среди. Во 10 часот по дневна заповед си имат дадено по план и програма, си има обука, секој дневна обук си врше сменско работење, да кажеме, по план и програма, секој командирно одделение си има добиено и си има двочасовна обука. Значи, запознавање на улици, вежба со внатрешна навала, скачување по скали, имаме ние во пожарната и кула која што е доста висока, како што напомнав со овие кукачи скали, да кажем, се врши, значи, секој дневно обука. После тоа, доколку нема интервенции, да кажеме, имаме лично кујна, си имаме ние, значи, и си готваме, самите си готваме, да кажеме. Значи сте и добри кувари. Да. Види, колега. А добри домакини? Добри домакини. Добри се каже. И во слободното време имаме билјард, имаме пинг-понг маса, значи некој игра пинг-понг, па дури имаме и една земена е пред 10 години, да кажеме, една мала справа фитнес, да кажеме, кој Сепак значи за одржување на физичката и психичката кондиција, бидејќи пинг-понгот е физичка, а билјардот треба и мозокот да го треба за една интервенција, треба и психичка и физичка. Доколку нема интервенција, доколку излезе интервенција, значи се настапува по, како што напомена преди. Како што спомна, од 7 до 19 од 7 до 19 часа, 12 часа една смена. Наредниот ден е ноќна од 19 до 07 и 48 часа 2 дена е слободен. Ама доколку е кога е слободен е во приправно, значи буквално може да се каже нон-стоп на работа, има слободни, ама приправени. На приправност. На приправност, да. Слободен не може да се каже кога е ноќна смена, тој ден е слободен од 7 до 19-12 часот е слободен. Али доколку има мобилизација на цела единица, аз често се дешава и тоа да кажеме, и може да кажем благодарност до сите колеги, значи кога се врши мобилизација се многу брзи од таа страна, значи многу брзо се Тоа сега ме зачуди. Значи ли тоа дека вие не смеете да патувате никаде на страна, не смеете да видите од може да патуваме, значи со најава. Значи се најавуваме, да кажеме, се најавуваме дека ќе бидеме одстан од државата или имам или сум на одмор таму и таму. Така сум на одмор таму. Иначе има колеги што се и на годишен одмор, а е тука во градот. Знаете каде? Да, знаеме каде, за да може, значи ако се деси како случајот што беше глобал, примерно, ни требат луѓе, дури повикуваме и од други градови, ако е тука пожарникарот, ако е на годишен одмор, одговара на повик од наша страна. Секој е чест, одговорност, посветеност, храброст, значи. Навистина, оваа професија вака 2 дена треба да бидам слободен, ама убаво ти доаѓа. Да. Ама може да ми се јави командирот Гудев, нели? Добро, во секој случај. Тоа на Диков. Но и Диков го кажа, за да се биде пожарникар треба да имаш одредени карактеристики како личност, да знаеш дека треба да бидеш подготвен и да расчистиш дека треба да идеш во функција на заедницата. И да бидеш пожртвуван, да имаш солидарност, да помогнеш, да интервенираш, да се соочиш со непредвидени ситуации. Ова не е за личен бенефит, тука е во интерес на заедницата и на сите граѓани кои што живеат. Дико, односно простите Гудев, спомнам во односно овие вежби, рековте имате полигон, колку се важни, Митев, овие обуки, овие вежби, нели, постојано и кога сте слободни, кога немате интервенција, сепак ви наоѓаат овие командири кои што ги спомнат дека мора нешто да се одржува таа кондиција. Колку се важни? Многу се важни. Може да кажем и дека се најбитни. Значи, знаеш, ако нешто не го повторуваш, го забраваш или што викаме повторувањето е
И, значи, секојдневно се вежба за да бидеш во ритм, да бидеш во... А физичката кондиција, например, ако мора да трчате, не знам Па тоа. има ни годишно има план програма, нели? Значи искачувања еднаш неделно или Да. два пати, зависи од временските услови. Имаме искачување до манастирот до Свети Илија. Значи во форма мора Да не одржуват во форма и плюс нели некои колеги дополнително се значи по своја волја посетуваат фитнес центри, кондиционно спремат, трчат, креват тегови. Да. Имате секоја година или не знам на годишно ниво некои проверки, контроли за да се биде пожарникар или да се биде во таа професија. Имате некои критериуми кои треба да ги постигнувате, да ги имате? Не знам како функционира Мислиш тоа. на Физичка подготвеност, сега тоа што кажа. Колешки, морам да ти кажем истинно дека, извинете, јас ќе нема да одговорам, вие ќе одговорите, но сметам дека овие луѓе пред нас што се толку вежби, толку обуки, толку континуитет преку сите институции и организации, те со дирекција за заштита списување, те со не се само како територијална противпожарна единица, туку буквално се поврзани со Центар за управување со кризи, со дирекција за заштита за спасување, не, мислам, буквално како еден од една алка од тој синџир за заштита и спасување се. И буквално јас сакав да прашам, може да се случи една година да нема Не, ово не се случува. Јас мислам дека последниве години полигонот што е за територијална противпожарна единица веќе ностоп ги гледаме со оглед дека нели Па секој ден се вежба. Што кажеш, командирот по 2-3 часа се вежба, повторување, искачување по скали, по поставување на линии. Да. Значи, има и доста интервенции, ние како општина, ги покриваме и другите 3 општини. И имаме доста интервенции за разлика, пример, со колеги, некои од, како пример, Радови, Жваланови се по-мали, да кажем. Ние годишно имаме, например, околу 600-700 интервенции, да кажем, од различен карактер. Не? Да. Значи, доста често се излегува на интервенции. Значи, секојдневно речи имаме по 3 до 4 интервенции, значи, таа е начин што се вика и физички да се спремаш. Да, па и тоа нели пред малку го реков, сигурно ќе се согласите дека нели и дирекцијата за заштита спасување организира некоја обука, вие сте секоја институција што организира, значи вежба, без раз дали ќе е дирекција, дали ќе е центар, дали ќе е Црвен крст, е противпожарната единица. Значи ние ја вршиме, може да кажем 90 на 100 од вежбата ја извршуваме ние. Само организатор е пример Црвен крст или и кога да ги оценуваш кога нонстоп тренирате. Да, сега одговорено ми е прашањето, јасно ми е, вие сте нонстоп на терен. Спомна обуки и тоа соработката со Црвен крст. Се организираат ли симулации на пожари, непогоди? Па тоа е, колешке. Земјотреси, поплави, пожари. Те на Струмичката противпожарна единица може да ги видиш. Те на брана Турија, те на брана Иловченка, те на објектот тука, те таму, те таму. Нема што на полигонот таму. Затоа ова се година трча, поставува црева. Денот на пожарникарите ќе извршиме презентација на целокупната противпожарна опрема со која располага нашата единица. Да не е симулација секоја година, да не е симулација, например, на сообраќајна незгода или високатници или извакување на вода од брана, шумски пожари и така натаму. Одлучивме ова година да презентираме со што располага нашата противпожарна. Да приближите буквално. Сега кога го спомна тоа со што располага, дали сте сметате, гледав дека сте доволно премени, што недостасува, дека тоа е како рак рана, но последниве години доведе печето, ако вие 5-6 години како институциите да свртиат внимание. Можем да кажем дека во последните уназад едно 5-6 години веќе сме буквално, значи опрема кај нас буквално секси фали. На некој начин. Така. Моментално, значи, со опрема имаме доволно, значи, со моторни пумпи, одела за шумски пожари кои ги добивме, може да кажем, благодарност до Югоисточно-плански регион. На општина Струмица заедно имавме со меѓународна преку ИПА програмата со општина Петрич добивме возило, од дирекцијата за заштита и спасување добивме друго возило.
ова година до октомври месец треба да добиеме уште едно возило со 2000 литри вода, дрон исто така ќе добиеме ова година. Значи со опрема може да се пофалиме сега дека сме со алатки за извлекување од сообраќајни незгоди, за земјотреси добивме алатки. Да. Секој пат ќе фали по нешто, нели, секоја година, али Да, ма и се амортизира, нели, се амортизира ова користењето на да се обновува, да кажеме едно дело, примерно да кажеме ако едно се доста скапи на пазарот едно интервентно дело што влегуваат пожарникарите, на пазарот негде е околу 1200 до 1500 евро едно дело. Са ние сме 40 луѓе и Тоа е сериозна сума. да, сумата не е мала да кажем, ама секоја година, нели, по 10 се набавува постепено, па, нели, ќе се амортизира тоа дело, па повторно набавка, значи секогаш ќе треба, али во моментот може да кажем, значи последните, не сега, значи во последните 3-4-5 години сме опремени. Па добро, Не мислам фали, дека како што реков, например, камион, другото е па добро, мислам дека полека, но не е таа ситуација што беше пред едно 10 на 15 години кога буквално сите не само вие, сите противпожарни единици во земјава буквално реагираа за недостаток на опрема, на возниот парк и така натаму. Во однос на спомнав на граѓаните, но еве во Струмичкиот регион рековте покривате, немаме доброволно противпожарно друштво. Митев премалку кажа дека одредени граѓани сакаат да помагаат при ваши интервенции, но мислам Конче пред една година има отворено доброволно противпожарно друштво. Дојран има доброволно противпожарно друштво веќе долги години и пред едно 2-3 месеца во Валандово се отвори доброволно противпожарно друштво. Во Струмица за жал нема. Значи колку се во функција, нели новие вежби, новие вежби со бугарите преку гранична соработка кога беа таму е доста развиено таа доброволно. Колку може да во функција, на пример, да дадеме на поттик и во Струмичкиот регион да се формира, дали тоа ќе биде ново село кој што по сило, не знам. Имаме ние испостави. Имате, но ми беше зборот колку тие доброволни противпожарни друштва може да бидат во функција на побрза интервенција, на не знам. Во случај на интервенција, доколку има доброволно противпожарно друштво, да кажеме може да брои 30-40 луѓе, ние излекуваме на интервенција како професионална единица и доколку имаме потреба, се побарува од нив помош и ќе е од големо значење, бидејќи ако нашата единица во моментот брои 40 а на нас ни треба помош, да побараме и они да ни пратат на нас плюс 10, 20, 15, поготово на шумски пожари, поготово доброволните друштва се повеќе за намена на шумски пожари, ќе е од големо значење. Во Струмица, за жал, нема отворено доброволно друштво. Во регионот, Струмичкиот регион. Ево, нека биде поттик, например, да се организира. Да биде поттик за, поготово, пример, да кажеме, општина Василево, да формира, да кажеме, кога ќе има на таа страна, примерно, некој шумски пожар, ќе биде од голема полза. Чија ингеренција е тоа? Кој треба да покрени иницијативата за тоа? Здружение е тоа на граѓани кој што добива многу на значение пред очите на Европската унија, тоа дефинитивно. И не само пред Европската унија, туку пред сите фондови по тоа што ги го гледам јас, буквално се дават, се поттикнува за зајакнување на капацитетите на доброволните противпожарни друштва, средства за опрема и така натаму и за обука, буквално бидејќи го сметат на тој начин дека заедницата, граѓани од заедницата сакаат сами да си помогнат во местото кај што живеат. И практично ќе биде помош за секој пожар. Апсолутно, ова рече дека ако евентуално има во Василево и се појави од Добрашици, предпоставка моја се кажа. Први ќе излеза тука, бидејќи тука се и во координација со или ние ако излеземе примерно
4, ќе побараме помош и од нив уште 4, ќе биде Апсолутно, така, 8. така. Да, во секој случај е од голема помош. Диков некако го запоставивме. Да, Диков, го запоставивме. Јас пак ќе се вратам на пожари, на акции, на тоа што се случува за кога имате интервенција. Може ли да ни кажете некоја необична ситуација која што се има случајно или некоја необична интервенција на која ви има повикано? Значи, банална интервенција, не знам, нешто што стварно... Одговараме на разни интервенции, како банална интервенција, преги ја спомнавме она интервенција во дворот на Нервното за коњот. Каде класично во шахта беше паднат коњ. Па ние го врзевме во шахтата коњот со специјални стегачи, со багер го од мала дупка извлековме коњ. Да. Голема интервенција, трговскиот центар Глобал, оној објектот што е на излезот на Василево Савело, што беше тие се по големи интервенции, каде буквално цела противпожарна единица за кратко време се екипираше, одговори на зададената задача, ама тоа е Значи, пожар со поголеми размери. Не се случува на повик вие да не одговорите, па макар да биде и најбанално нешто, вие излегувате на терен. Противпожарната единица одговара на секој повик, најбрзо што може, ние да не се фалиме, дури некогаш стигнуваме и пред другите институции и ја пружиме таа прва помош што е на лицето кое е, да кажеме, во собраќајка или ако е исто така излетено возилото, секогаш сме да први стигнуваме, бидејќи повикот го примаме ние одма трагинаме. Туку сме на лице место. Да. И уште нешто да го прашам, Диков. Сметате ли дека во Струмица да се биде пожарникар е посакувана професија? Како струмичани гледаат на таа професија? Во поминато време имаше некоја поголема заинтересираност. Значи, од некои млади луѓе прашуваа, нели, ги интересираше повеќе нешто за пожарната, за да дојдат да работат во пожарната. Но како одминуваат годините, се намалува тој интензитет на млади луѓе кои сакат да работат како пожарникар. Дали некој, како да кажам, не може да се осмели да ја работи таа професија, нели? Младите се сега веќе по физичка работа многу, нели, не сакат. Што треба каква едукација треба? Не знам, факултет, како факултет треба да се има завршено за да се биде пожарникар? Значи, да се биде пожарникар во државата има на 3 места, негде мислам, обучни центри. Во Веле се едниот, Битола, Скопје имат нешто. Мора пожарникарот да ода на курс првен. Да, апсолутно. Потоа кога ќе дојде во територијалната противпожарна единица кај нас, ние уште го едуцираме, уште го подготвуваме за да почне да работи со нас на интервенции. Мора да биде спремен за да може да ќе гледа првин, ќе учи, потоа ќе фати и он да работи. Разбираш, не може некој пожарникар дојде на едноста работа, ние да го пуштиме да гаси некој поголем пожар. Да. Ќе биде позадина, ќе помага додека, како викаме, него испече занаато. Да, ама виновни се и медиумите тука, бидејќи пласираат информации дека имат и ниски примања. Не се баш примањата е така како за она што вие пожртвувано го работите. Сега се каже дека малку. Добро, ама година малку подобро. Подобро, али велата пожарникарите со најниски плати, викам навистина, и ако направиш на компарација што се жртвуваш пред се и со какви се ситуации се појаваш, но ова што вели Гудев можеби да, но само може да ми кажете, доаѓаат ученици, мали дечишка, што велат? Нели, овие учениците првачиња... Градинка, да, и тоа сакам да прашам. Како поминуваат со вас таму? Имаме стално ние вежби во градинка, училишта, значи имат и такви часови. Да. Нели ми се јавуваат некои учителки, да кажеме, ке може ли да дојдеме кај вас да ни презентирате... Во Велјуста да видовме последен пат така на... Нема училиште, значи дека што немаме ние отидено или они што нема дојдено кај нас. Да. Имаше млади дечиња, веќе се колку години се... Да ги поздравам. Тараско, Тиме, Панче, овие деца се веќе... во пожарата. Матуранти се веќе што се веќе, иначе они во пожарата буквално
пред да оде на школа, ќе помина го пожарната, ќе пере црево, ќе помага неговиот родител. Поздрав, браво. Неговите родители си и дали да ги взимат децата од пожарна. Ова е љубов. Ова е љубов. Има тие желба да станат Сега пожарникари. веќе децата ги нема, да кажеме, децата и на факултет, или колку да се веќе тие деца. А од градинка кога ќе дојдат, знам дека омилена ова го професија прашувам. е пожарникар. Да. Медицински сестра. Да, Полицаец, пожарникар. Така беше се сеќавам. Добро. Интересно им е кога доаѓаат кај нас, ги качуваме во камионите, им ставаме шлемови, Да, ги возиме. ги возиме из градот со ротација, сирени. со Тоа е сирена, доживување за нив, да. Самите деца се радуваат многу, мислам. Така. И совети, добиваат Да. некои совети за Апсолутно. како да се Ги едуцираме справат. како да Зависи пријават од возраста на децата, да кажеме, им се објаснува, да кажеме, во случај на земјотрес или во случај на пожар, што треба да направа, само зависи нели од самата возраст на децата. Да, ти од градинка Тоа е- не можеш Да, на дете од 2 Во години. секој Дете случај- после 9 На години, 10 по-голема го возраст. едуцираме Да, на како по-голема возраст. пријави пожар. Да што не треба пријавил, да направи. тој да каже на родител да пријави. Така. Да не се Ама- играат со телефоните на Да. крајот. Тоа И се тоа, да. и тоа се случува, не? И веќе го нема на Имаше порано една много, инвазија. значи секоја вечер, значи и Имаше, мало да. важни дојави, ако кажам 5 са малку. Значи излегуваш ти зона, например, ти мора И да ти мора излезеш да- на повик. Излегуваш, например, и гледаш, например, пред некоја зграда, например, се смеат, да кажем, ти пак се враќаш во единицата, губиш на време, губиш на... Сега за сега не. Тоа е Ама лично мислам дека казливо, треба да нешто. поставите локатори да преземат одговорност. Не сме ова Да, вака, да, бидејќи мора се да- трошат Веќе го нема, ресурси веќе го нема, и да. тоа не сме никој да го прави, Веќе бидејќи го се нема. трошат ресурси, во не Да, дај да. Боже да се појави во тој период така да не почитува. да и мора тоа дефинитивно бидејќи Посетуваме, работаме, завршуваме си работата како што треба. Фала на медиумите што ни дават ова реклама, мислам реклама, не знам како да кажам, што не и ја доближуваме улогата, важноста, значењето на оваа професија, односно на територијалната противпожарна единица, бидејќи извинете, морам да го кажам, нели, вие излегувате и немате право на кикс, вие се соочувате со она кој што треба да интервенирате брзо, да спасите човечки животи, да го спасите имотот. Туку мене ми беше зборот, со оглед дека, нели, свесни сме дека пожарите сами од себе не никнуваат. И Гудев честопати, кога излегува на медиум, ја апелира каква се подигали свеста, бидејќи се уште од пошоците ги фрламе тамо кај што не, палиме стрништа, кој што не сме свесни дека може да предизвика. По таа насока се подобруваат ли нештата, господине Гудев? Се подобрува, да кажеме, пример, уназад од годините имаме излегувано на многу, пример, интервенции на запалени оџаци. Веќе свеста кај граѓаните гледаме е подигната, се заштитуваат и самите од себе, значи ги чистат редовно своите оџаци и не идат до запалување на оџаци. Гледам од година статистички, веќе оџаците во градот се многу намалени. Значи ова веќе дава со плота и она претпоставам дека да на отворено да не се Исто палат. на отворено да не се палят, да кажеме, нели земјоделците кога ги палят нивните посеви, да кажеме, гледам веќе и они од страх од казне некој да не платат, има досега и дирекција за заштита и спасување, таа е нивна надлежност, имат платено, да кажеме, како што имам, јас знам, имам слушнато, еден двајца веќе имат платено, а казната е 5000 евра. Не е малку, да кажеме, и Абе не дај Боже, ова ветрот не знаеш кај ќе се појави со времето, па зафати уште ни за како се вика. Намален. Колешки за крај. Сакав да ги прашам и после некоја сериозна интервенција. Јас претпоставувам дека имате, неодамна беше земјотресот во Турција, доживувате стресни ситуации, жртви. Како се справувате психички после тоа? Јас претпоставувам дека вие сте живи луѓе и го доживувате тоа на почетокот кога ќе почнеш да интервенираш на вакви интервенции, како млад пожарникар, ти е малку, нели, како да кажем, размислуваш што си одработил, како си одработил, нели, се соочуваш со жртви на луѓе, гледаш што повеќе да помогнеш, едноставно потоа става секако навика, нели, како пожарникар или за случките со Турција во Арменија, во Адиаман се случува
да одработиш, знаеш дека оваа работа тебе те чека, ваш тимот го чека да ја одработи, сите заедно како единки го сочуваме, нели, тимот ни е околу 8 луѓе. Ние треба да ја завршиме работата и нема импровизација. Знаеш што треба, се координираме меѓу нас кој што да одработи и успешно да ја завршиме работата. Гледките се траурни, но тоа е си се нафатил да ја работиш таа работа и мора да одговориш на тоа. После Турција исто така и Шубејани 8 луѓе бе учествуваа во земјотресот во Турција и потоа државата ни пушти како еден вид психијатар да поразговараме малку, бидејќи Тоа сакам да прашам, како го надминувате? Таму работевме на излекување 21 починато лице и една жива жена. Учествуваме во излекување. Да, ама тоа да го не да спасите човечки живот, предпоставам дека да буде постојано. Најголема вакви случаи не може во една кариера на еден пожарникар или во устар тимот да му се десат повеќе. Ние сме били во Албанија на вистинска случка за земјотрес, во Турција. Да. Сега во октомври ќе одиме на голема вежба во Арменија. Нели, дај Боже повеќе да се вежби отколку вакви ситуации. Дај Боже да нема такви интервенции. Впрочем, бидејќи сепак не би сакал да се случуваат такви работи, но тоа е животот. Ќе заврши интервенцијата, правиме меѓу нас еден брифинг, поразговараме или оставаме интервенцијата на лице место. Веќе, нели, завршено сте модел. Да, добро, но во секој случај при такви големи интервенции одат искусни пожарникари. Тоа мораме да бидеме. Не можете почетник некој кој што се соочува со така, имате за себе имаме формирано повеќе тимови. Пример, тим за сообраќајни незгоди, тим за земјотреси. Може да се пофалиме дека има во Републиката има негде околу 33 професионални противпожарни единици. До сега, значи, Струмица учествува буквално, значи, што ги прават на државно ниво. Над праварата, Струмица има добивано многу први награди. Признанија и как да кажем, значи, нон-стоп ја викат нашата противпожарна единица. Значи има 33, значи Скопје като бригада не учествува во некоја вежба симулација или како и да, Струмица учествува. Тоа е доказ за квалитет и за професионализмот и така. 2-3 дена учествувавме и на вежбата 6 години од земјотресот во Скопје. Со соработка со грчките пожарникари од Солун, екип од Грција и републичките сили на Македонија, кои сме членови ние 8 луѓе. Па тоа го бева. Нон-стоп, републички сили за заштита за спортна дирекција. Како се подготвуваат психички и физички. Обуки има тоа дефинитивно. 20 мај реши да не пощади малце со презентација. Тоа е факт. Може би сега, нели, вие сами го рековте тоа, но дека со овие колегиве кои што контактирам дефинитивно кажуваат дека имаат позитивно мислење и високо мислење за Струмишката територијална противпожарна единица во делот и на екипираноста, и на обученоста, и брзината која што имате при нели за справување со одредени ситуации. Но да не должиме многу, за крај. Рековте, Диков рече дека некако слаб интересот. Кој е оној апел до младите кои што сакате да го упатите? Може би некој сака да постојава, сака да стане пожарникар. Што би сакале да им упатите или кој совет би им го дале на младите луѓе кои имаат желба да станат пожарникари? Митев од тебе. Па, според мене, мислам дека прво треба да има желба. Треба да желба да има, да сака да ја работи таа работа. Второ, треба да поседува во него храброст, пожртвуваност. Треба исто така да биде хумен, одговорност, професионалност. Значи, а се другото ќе го здобие во текот на обучке и во искуството. Пред се, за нешто да го работиш, да бидеш добар во тоа што го работиш, може да имаш желба. Ако нема желба, сега некој сака да биде пожарникар, ама кога ќе му текне, нели, кога ќе му кажат што, како, на што на идол,
не ова за мене, нели? Ај ќе си бидам IT Ај, менеджер. ќе си бидам нешто, по-друго. Ај, компјутер не само ќе за си нашата, бидам. не само за нашата професија, општо за било кое, за нешто да го работиш, да ти биде интересно и да напредуваш и можеш најпрво желба, па после, нели, храброст, нели, да бидеш хуманист, да бидеш едноставно, бидејќи наши, така, да бидеш нон-стоп спремен, да бидеш физички, значи... Ние голем дел сме крводарители. Да. Да, Во не пожарната. спомнавме тоа, да. Да. Да имаш 30 луѓе пожарникари дават на Редовно. секој 3-4 месеца дарување на крв. и да имаш Од 40-30 На имаме и секој можен крводарители. начин придонесуваат за општеството. Да. На секој можен начин. Сега, например, седам овде и го гледаш објекта и вика, си велиш, не Шака Боже, се ако има запали. пожар, од кај да влезам? Од таму или од таму или од таму? Професионална Професионална деформација. деформација. А ние не размислуваме. за Трегуваме тоа. во објект, гледаме каде стојат ПП апаратите, Да. каде... Това е веќе Сега секој фирмите веќе, мора да кажем, доста фирми, Аха. значи, побаруват ја командирот не каже од нас, да извршиме увид на место, нели, Поста. на фабриката, поста, да видиме они за што се способни, нели, како вработените, со што разполагат и Тоа, безбедносни планови за евакуација. Или не да Боже која фабрика, милионска, да знаеме каде има знаеме хидрантот, влез, каде има излез, хидранти, да. влез два, да има Увид. Увид да има, Так. не да е Боже ако има нешто, кај најлесно Много да е пристапиме. Битно е и вработените да имаат некоја Минимална првична обука. минимална обука за време на пожар, да знаат како да реагираат. Еве јас признавам лаик во таа работа. Ама по големиот О, Сите Основно знаат, знае, основно тој не да вода, изкористи кебе, еден но ПП дали е апарат. тоа така? Да. Некој многу ќе ни помогне и тоа да го направи. Да. Што ме повикале да ја објасниме, ја командирот може да каже, секаде сме објасниле, нели, Да, помош да. при Стоите на располагање. Нормално. Командирот Гудев не ни каже порака за младите. Сите оние кои што размислуваат дали да станат пожарникари. Порака за младите, значи секој што сака да стане пожарникар, нашата институција е од отворен карактер. Пред да стане, значи може да дојде, има млади луѓе, може да дојде да види како изгледа еден пожарникарски ден. Да ја увиде работата, да види со што се занимаваме, ќе му објаснеме, ние сме отворени за сите. Па ако има волја и желба, значи може да се пријави кога ќе има конкурс, да кажем, за пожарникари, да се пријави и да стане пожарникар. Апел до младите. Јас се надевам дека од овој подкаст ќе добиеме нови млади пожарникари, надеваме, да. храбри, да. Дај Боже, но мислам одговоривме на многу работи, бидејќи обичните граѓани не знаат како е да се биде под ова одело, односно под оваа облека, противпожарна облека. Реков на самиот почеток дека некои знаат да аплодират, да кажат браво дечки, но знаеме да бидеме и експерти и да критикуваме, но не е сепак лесна и едноставна работа. Дечки, јас капа си имам, иако немам капа, ви посакувам здравје, помалку интервенции во било кое поле и едноставно да останете на овој столб на кој што го градите Струмишката противпожарна единица, да продолжите и понатаму и нека се разбудена е свеста и граѓаните да бидат нели во координација со вас, да помогнат онаму каде што може да помогнат, да бидат во координација со вас за било што, да нема лажни повици и така натаму и така натаму. Во секој случај пред се ви посакувам многу здравје, да ве служи и да одговорите на сите оние предизвици, да ги има и помал број пред се. Да, благодарности од мене и се надевам се гледаме само за убави работи. Благодарност и на Без вас за интервенции. поканата. И да искористите приликата, нека ви е честит денот на пожарникарите. Благодариме. Помалку интервенции. Да. Ето така. Колешке, се надам Добро дека поминавме, колега, немаше многу кавги расправи овој Да. свој каст, се гледаме на број 20. не знам кој број, како и да е, Ќе благодарност од Европската куќа во Да. Струмица, каде што го реализиравме овој подкаст, а со дел од тимот на Струмишката противпожарна единица, односно Диков, Гудев и Митев, кои што беа директно овде во Европската куќа и разговаравме за и околу пожарникарството како професија.